Нам никогаш не ни недостасувал разум, туку лудост, велеше еден од најславните илинденци Питугули во реплика од филмот Републиката во пламен. И навистина, нас како македонци ни недостасува малку лудост во овие времења кога Бугарија и Грција ни негираат и јазик и нација, а оние од СДСМ им подпишаа во името на добрососедството. Кој не би посакал таков сосед? Еве, например, Бугарија тврди дека нашиот македонски јазик не постои, а Грција пак вели дека тоа е некој безимен јазик кој се зборува од Гевгелија нагоре. Како тогаш во 1925 година токму во Атина е издаден абецедарот, односно букварот на македонски јазик. До сега не се видело да се печати буквар на јазик што не постои и дури 20 години пред бугарите да тврдат дека Тито на брзинка ни го измислил јазикот во 45-та, а Блаже Коневски склопил некои зборови и имиња кои си ги нарекол македонски јазик. Председателката Силјановска професорски тоа го објасни, мавтајки на мечкин камен со абецедарот да го видат оние во Софија и Атина. Прочитајте го абецедарот. Зошто не се слави 100 годишнината од донесувањето на абецедарот, прашувам. 5 минути течат, а имаме и многу локални теми. Кандидатот на СДСМ за градоначалник на Скопје Каја Шукова се приклучи на тимот на Орце Георгиевски. Вака би можела да гласи пораката на Каја за некој месец, откако незиниот потенцијален против кандидат Мишко Ралев се приклучи кон кандидатот на ВМРО ДПМНЕ за градоначалник на Скопје. Овој потек на Ралев, за кој вела дека би бил добар кандидат за градоначалник, покажува во каква ситуација се СДСМ. Не знаат кај тераат, до кое дереđe ја донесоа Заев и Филипче, кандидати да им пребегуваат во најлутиот ривал. По овие избори на кои СДСМ ќе освои 1-2 градоначалници, ќе им се случи судбината на Сириза, која сега е минорна левичарска партија во Грција, а не толку одамна. Со Ципрас и Заев беше фактор на Балканот, или пак на Демократската странка во Србија, која беше најзаслужна за демократските промени кај северниот сосед. Ете тоа ќе биде СДСМ по локалните избори, а нив овие избори им се терет, знаат што ги чека. Главен фокус на СДСМ на овие избори е Чаир и како да победи Бујар Османи од Дуј. Да, целата логистика на СДСМ е насочена кон Чаир, бидејќи само Дуј може да им овозможи во некои идни времиња да чепнат власт, бидејќи нив само тоа ги интересира. Планот е овој: ако Бујар победи во Чаир, Чаламот или Курчот кај Дуј ќе биде на максимум и ќе бараат тие, а не вреди да бидат коалициски партнер во владата. Во превод, да се репризира сценариото од 2008 година, кога врз тогашниот премиер Никола Груевски беше направен притисок место ДПА во владата да ги земе Дуј. Се направи дури и мајски договор кој го прекрши токму Дуј, така да дечкиот Чаир, џабе везете. Тоа што еднаш ви поминало, сега не проаѓа, се сменија времињата и внатре и кај оние што ве поддржуваа однадвор. А Бујар е опасно влезен во чаирски филм. Како паднат од Брисел, се чуди како во Чаир имало дивоградби, а немало ниту тротоари за да може со сопругата да го шетаат детето. Поранешниот министер за надворешни работи на светот, како што го нарекуваше Али Ахмети, како да заборави чии кадри беа градоначалници на Чаир 20 години. Бујаре, што си дигал рака? Реченицата ни срамни перде како да е измислена за јавниот обвинител Љупчо Коцевски и досегашната председателка на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска. И со изгласана интерпелација во собранието Коцевски не сака да си замине. Не можел да си замине бидејќи имале два важни случаи, онкологија и Кочани, каде што имале цврсти докази. Бре, мислиш Коцевски лично ја води истрагата, па ако замине ќе се нарушило. Нема врска. Коцевски го чуваат начело во обвинителството за одблиску да пази да не излезе некој случај за дружината на Венко и Зоки, па и за нив двајца. Иста е приказната и со довчерашната председателка на антикорупцијската комисија, кога буквално со сила ја натераа да си поднесе оставка. Сега таа сака да се врати на претходното работно место, помошник на главниот државен ревизор, и да не ја гонат обвинители за организиран криминал. И фали уште музичка желба во стилот на незината двојничка Катица Јанева. Otvori!